Во Република Македонија реформите на правниот систем не смеат да ги прават луѓе за кои што постојат сериозни индиции, но и докази дека го прекршиле законот. И во таа смисла мора да се внимава сериозно кој ни ги прави реформите во правниот систем, но и кој ни ја води државата. Пред да воопшто се впуштам во оценка на она што значи работа на специјално јавно обвинителство и на постојното судство, навистина не можам да не кажам дека Република Македонија стана заложник на една политичка елита која што преку разни малверзацијски начини, на разни би рекла подземни начини, дојде во Република Македонија да ни биде власт. Луѓе кои што се компрометирани по секоја основа, аболицирани криминалци кои не заслужуваат да водат фирми, а камоли па држави. Но ете, за жал и тоа е можно во Република Македонија. Можно е да буквално дојде до целосно уривање на системот на вредности и ставање на погрешни луѓе на вистинските места. Но за тоа веројатно историјата ќе покаже и ќе докаже дека сите овие 3 години во кои што зборувавме за криминалните действија кои што се направени од страна на група политичари и кои треба да бидат сега тие предмет на судска постапка за сторено велепредавство, за жал не вода државата, но ќе дојде, претпоставувам, ред кога вистината ќе го види светлото на денот. Република Македонија во сиве овие изминати години за жал наместо да оди напред во усогласувањето и во примената на европските и меѓународните стандарди во делот на правниот систем, за жал се повеќе и повеќе се оддалечува од тие европски стандарди и покрај тоа што постојано на секоја пресконференција, на секоја изјава изнесена од страна на сега владеачката гарнитура, не убедуваат дека тие се реформаторска влада, дека тие постојано ќе ги унапредуваат европските и меѓународните стандарди во Република Македонија, посебно во делот на правосудниот систем, и дека комплетно ќе се заокружат тие реформи со имплементација на извештајот на Прибе и со сите оние останати реформи кои што ни ги сугерира Европската комисија. Но во исто време, укажувајќи на некакви европски стандарди кои што не се применети, забораваат да кажат што со постојните европски стандарди кои што веќе Република Македонија ги има имплементирано десетици па и 15 години наназад, како тие ги унапредуваат, како тие ги заштитуваат и што конкретно прават со конкретни политички правни действија, што чинат во насока на тоа да ги унапредат уште повеќе и да го засилат квалитетот на правниот систем во Република Македонија. Наспроти квалитет во развојот на правниот систем, гледаме еден сосема поинаков тренд или еден контрапункт во делувањето на правниот систем, посебно во делот на работењето на специјалното јавно обвинителство, за кое што многу зборувавме во изминатиот период и на кое што се уште не можеме да најдеме ниту еден доказ дека сме сгрешиле во тие проценки, дека СЈО е еден класичен политички екзекутор на сегашната опозиција, кој што треба да ја сомеле и да ја уништи цела ВМРО-ДПМН, посебно раководната структура на ВМРО-ДПМН, со цел да му создаде на Заев бришан простор или отворен простор за реализација на неговите антимакедонски политики. И од тој факт СЈО ниту може да избега, ниту може да се спротистави со аргументи. Затоа што не постои ниту еден правен аргумент врз база на кој специјалното јавно обвинителство ги заснова своите обвиненија против клучните раководните лица на ВМРО-ДПМН и затоа што во текот на истрагата, но и сега во текот на главната расправа во судот не употреби ниту еден валиден доказ или валидни докази врз база на кој може да се одлучува во судската постапка. Така што имаме еден парадржавен орган, за чија што уставност веќе сум или неуставност веќе сум зборувала во повеќе наврати, не сакам повторно да се навратувам,
се навраќам, но повторно ќе го повикам Уставниот суд, во секоја прилика ќе го повикувам, зошто затајува во оценка на уставноста на Законот за специјално јавно обвинителство, бидејќи и на мали деца од градинка им е јасно дека овој закон е спротивен на Уставот и спротивен на единствената структура на јавното обвинителство, така како што е утврдена во Уставот на Република Македонија. Но, бидејќи Уставниот суд затајува, јас не сакам да бидам ниту адвокат, ниту пак постојан коментатор на ваквите политики кои што ги води Уставниот суд, за мене чудни. Но еве, сакам да навлезам во она што представува работење на специјалното јавно обвинителство и правната неиздржаност на нивните случаи, односно на нивните предмети. Јасно е како бел ден дека во Република Македонија имаме домашни стандарди, кои што се преземени од европските и од меѓународните стандарди за тоа како треба да работи едно јавно обвинителство, без разлика дали е редовно или е специјално како што е нашето обвинителство противуставно. Тие стандарди се точно алоцирани во Законот за јавно обвинителство, па ако сакате и во Законот за специјално јавно обвинителство, во Законот за кривичната постапка и во бројни други закони, а извираат од Уставот на Република Македонија, но и од Европската конвенција за човекови права и од сите оние документи кои што се третираат како софт ло на Советот на Европа, а кои што се задолжителни за Република Македонија, затоа што Македонија е членка на Советот на Европа. Веќе пена устата ни фати зборувајќи за самостојноста во работењето, за обврската да бидат самостојни во работењето и непристрасни во работењето. СЈО, за жал, ниту е самостојно, ниту е непристрасно тело, кое што со факти ќе докаже дека работи за правдата и за почитување на правото во Република Македонија. Напротив, можеме да констатираме дека ова обвинителство не само што е утна работата за што е поставено, туку комплетно се стави во одбрана на политичката гарнитура која е сега на власт. Со предмети кои што се апсолутно неиздржани, со предмети кои што немаат никаква врска со правото, со предмети каде што се повредени дузина принципи во Законот за кривична постапка, со предмети каде што се покажува една лажна величина од страна на специјалните јавни обвинители, посебно на пресконференциите, каде што покажуваат или демонстрираат некаква собствена надменост во системот и во правосудниот систем воопшто. Тие практично тргнуваат во еден политички поход за целосно елиминирање на клучните фигури во македонскиот политички систем, кои што се застанати на браникот на одбраната на македонските и државните национални интереси. Тоа може да се види за секој предмет, кои што се со фамозните Т буква започнуваат, и тоа може да се констатира, може да го констатира секој лаик, а камоли професионален правник кој што се занимава со право долги години, како што сме ние на масава. Значи, европските, домашните, но и меѓународните стандарди за јавно обвинителство упатуваат на фактот дека јавното обвинителство како државен орган не е задолжен само да ги штити државните интереси. Тоа секако. Но пред се треба да биде чувар на човековите слободи и права. Зошто? Затоа што основен принцип врз кој што се заснува владењето на правото и демократијата во една земја, ако сакате и квалитетот на правната држава во една земја, се заснува врз тоа колку јас како граѓанин можам да си ги остварам своите човекови слободи и права непречано и колку ми се заштитени од страна на државата без никаква дискриминација. Она што може да се забележи во работењето на специјалното јавно обвинителство, во сите предмети кои што таа ги има или тие ги имаат поднесено до судот, е дека ниту се чувар на човековите слободи и права, некакви наводни чувари се на некаков државен интерес, кој што се уште никој не може да го процени, бидејќи не постои констатирана штета. Државниот интерес се штити ако некој направил огромна штета и ти имаш несоборливи докази дека таа штета ја направиле тие и тие луѓе и врз база на тоа ги теретиш.
Не, ние имаме во случајов некакви незаконски материјали за кои што и самите европски стандарди или ако сакате европските документи велат дека не може да бидат основа за поведување на судска постапка, а уште помалку може да бидат основа за обвинување, односно за осудување на одредено лице, значи се третираат како незаконски материјали. И имаме паушални констатации, повеќе со политички флоскули, каде што се нафрла вина, не правна, туку политичка повеќе вина, на една група таргетирани лица од ВМРО-ДПМНЕ и симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ, се со цел тие луѓе да се представат пред јавноста како големи криминалци, како луѓе кои што биле најголеми злосторници во Република Македонија, како луѓе кои што не работеле во интерес на државата и во интерес на изградба на државата, туку како целосно криминализирани луѓе кои треба да завршат и мора да завршат во затвор. Значи, целата поента на работењето на СЈО е да се оцрнат луѓе до крај и по таа основа да се убеди, да се направи притисок кај судот, дека всушност тие луѓе мора да завршат во затвор и мора да добијат осудителна присуда. Каде е тука основниот стандард кој што е утврден и во Законот за кривичната постапка, но и во бројни препораки на Советот на Европа, кои што сега заради јавноста не е во ред да ги читам, но еве нека си ја прочитаат препораката број 19 од Советот на Европа, каде што јасно стои дека јавното обвинителство не може да покренува обвиненија, ниту да работи врз основа на докази прибавени со методи незаконски. Нека си прочитаат дел од препораката на Советот на Европа, каде што точно е констатирано дека Советот на Европа ја охрабрува секоја земја членка на Советот на Европа, парламентарното собрание, ја охрабрува секоја земја членка на Советот на Европа да ги примени овие препораки. А една од тие препораки е дека јавното обвинителство не може да работи, да покренува обвиненија врз основа на докази кои што се набавени со методи незаконски. Што е методот незаконско ако е незаконското прислушување? Што може друго да биде незаконско? Ако пар екселанс незаконско. Но исто така имаме и одредени пресуди на Европскиот суд за човекови права, кои што исто така се повикуваат на овие soft law препораки, каде што јасно е наведено дека незаконското прислушување или незаконскиот начин на прибирање на докази не смее да биде основа врз која што ќе се постапува во судска постапка, освен во одредени исклучителни ситуации. Кај нас, за жал, реков и минатиот пат, ќе го повторам и сега, исклучоците станаа правила, а правилата се кинат или се бришат со тинте гума како да воопшто не постојат. Целото казнено европско право се заснова на принципот на да не може да се поведе постапка врз основа на докази кои што се прибрани на незаконски начин и тоа ние не можеме да го избришаме сега или да се однесуваме како да не постои во правото на Советот на Европа, но ако сакате и правото на Европската Унија. Специјалното јавно обвинителство не се поставува во улога на чувар на човековите слободи и права. Зошто? Затоа што сите кои што се обвинети од нејзина страна или од нивна страна се дискриминирани. Дискриминирани се по основ на политичко уверување и политичко действување. Вчера гледаме господинот Пешевски како точно од, би рекла, емотивно изрази дека му се скршени нозете од страна на специјалното јавно обвинителство и од страна на судот затоа што му е одземен пасошот. Точно. Тоа треба да се свати многу сериозно. Не можете вие врз база на индиции и врз база на покренато обвинение да му изрекувате на човек попречување на слободата на движење без за тоа да постои ниту еден издржан аргумент, ниту еден издржан основ. Вие му го попречувате правото да може да патува, при тоа не постои ниту еден основ за тоа. Вие му попречувате на човекот непречено да може да се движи, без при тоа да постои ниту еден аргумент правен издржан за тоа. Вие му попречувате екзистенција на човекот, без при тоа да постојат ниту еден основ во смисла на претходна осудуваност,
дека е сторител на некакви претходни кривични дела за кои што постои опасност дека може да ги повтори, влијание на сведоци, за кои сведоци зборуваме во услови на главна расправа, не разбирам. Значи ако се тоа завршено во истражна постапка, све е сослушано, ако постоеле сведоци така натаму, значи сега за какво влијание зборуваме ние, за какви за каква можност од повторување на делото зборуваме, кога човекот ниту е некогаш осудуван претходно, ниту па има криминогено поведение кое што би можело да биде основа за сомнеш дека во иднина може да стори ново кривично дело. Значи вие го попречувате човекот во елементарните човекови слободи и права, без при тоа да постои никаков правен основ издржан, со кој што ќе кажете, ова го правиме заради тоа што човекот може да избега. Многу интересно. Значи Заев неколку 14 или 15 пати поред не се јавува во случајот подкуп во судот и за него нема никаква мерка за обезбедување, значи ниту му е одземен пасошот, ниту па нешто друго му е направено, но за сите лица против ВМРО ДПМН, кои што се нели главни, за кои што фокусот е ставен врз нив, имаме мерка за обезбедување со одземање на патна исправа и со обврска да се јавуваат секоја недела во судот. Значи имаме класично дискриминирање на припадници на една политичка партија. Тоа значи дискриминација по основ на политичко уверување и политичка ориентација. Ништо друго не може да се извлече како заклучок, освен оваа констатација. Каде е тука СЈО да каже, чекајте, јас имам обврска да ги штитам страните во постапката, имам обврска и државата да ја штитам, но имам обврска да ја штитам и индивидуалноста, интегритетот, достоинството, правото, ако сакате, на слобода на секој поединец. Во кои моменти Пешевски покажал дека ќе бега од државата, или Никола Груевски, или Гордана Јанкуловска, кога се покажало, постоело основ за сомневање дека луѓето ќе ја напушта државата. Значи сакаме да направиме од некои луѓе, буквално да направиме ореол на криминалци, и да ја оцрнеме целокупната нивна, би рекла, духовна и физичка личност, се со цел да му се удоволи на наредбодавецот, односно на Заев, со цел да може тој да се ги реализира сите своји идеи и замисли за политиката во Република Македонија, кои гледаме дека се тотално антимакедонски. И сега, она што посебно загрижува е дека судот, наместо да покаже еден интегритет, на самостојност и на самостоен и независен државен орган, кој навистина треба да се постави во улога на арбитар, гледаме во прв степен судот конформистички се поставува. Не како самостоен и независен орган кој треба да и донесе одредени решенија по основ на прибрани докази и по основ на одредени сомневања и слободно судиско уверување, туку ајде да постапиме вака, значи нити да ја прифатиме мерката притвор на СЈО, која што, by the way, е тотално неиздржана и така истресана од ракав, па нема да ја прифатиме ниту нивната, ниту одбраната, нели, барањето на одбраната, да не бидат казнети со ниту една мерка, па и ќе одбереме нешто во средина со цел да бидеме божем неутрални. Значи, суди, во правото, неутралноста се покажува кога се почитува закон, кога се почитува Устав на Република Македонија и кога се почитуваат меѓународните документи за почитување на човековите слободи и права. Нема конформизам. Не смее да има поставеност вака така седење на две столици. Значи, ако нема доказ, ако нема правен, издржан правен факт, врз кој што ти изрекуваш мерка од земање на возачка, на патна исправа, тогаш нема таква мерка, не смее да има. Ако констатиравме дека СЈО политички бара притвори за раководните луѓе со цел со тие политички притвори потоа тие да може да мафтаат во изборна кампања и да велат видовте, ние сме во право, се работи за една криминогена банда која што не распродала на сегде кај што стигнала, која што делела вакви тендери, такви тендери и така натаму, значи целосно оцрнување, сквернавање на ликот и делото на луѓето, што е сосема спротивно на гаранцијата за почитување на човековите слободи и права.
Од друга страна, одбраната со право вели врз основа на кои докази вие ни ги изрекувате овие решенија за одземање на патна исправа и за секоја недела пријавување пред судските органи. Врз основа на кои докази го направивте тоа? Значи, ги видовме решенијата на судот, велат, бидејќи не постои основа за тоа дека овие лица можат да влијаат врз сведоци, и не постои основа, бидејќи не влијаеле, кога можеле не влијаеле, и бидејќи не постои основа дека тие лица можат да ја напуштат земјата, нели, врз база на што се одбива барањето за притвор, ајде ние да им ја одземеме патната исправа како еден вид средство со кој што ќе бидеме сигурни дека тие нема да ја напуштат државата. Кој конформизам? Апелација сега, ако е вистински независен и непристрасен орган, треба да размисли убаво, да ги разгледа сите обвиненија и се што им се става на товар на обвинетите, убаво да процени, врз база на слободно судиско уверување, дали постојат докази врз основа на кој што решението на првостепениот суд е донесено и да процени дали во било кој дел од Законот за кривична постапка судот, првостепениот суд направил погрешна проценка или погрешна примена на материјалното право како што е вистинската правна формулација. Апелација сега треба да докаже дека како повисок орган ги проценил сите можни аргументи и основи и така натаму, законски да донесе одлука со која што ќе го укине решението или ќе го поништи решението на првостепениот орган и ќе им ја врати патната исправа на голем дел од раководните лица на ВМРО-ДПМНЕ. Затоа што ниту тие лица покажале дека ќе бегаат и нема зошто да бегаат. Ви се молам, нема зошто да бегаат, затоа што тие, ако сакаат да побегнат, ќе побараа аболиција кај председателот на државата, на ист начин како што Заев два пати тврдеше дека ќе се ослободи од аболицијата и ништо не направи со тоа. Ништо не направи. И понатака имаме аболиција на Зоран Заев дадена од страна на председателот Бранко Црвенковски. Значи, ако тој смета дека е невин, треба да се докаже во судска постапка, а не да се крие за аболицијата. Исто така и раководните лица на ВМРО-ДПМНЕ може да ја употребат аболицијата и во овој тек на постапката, но гледате дека тие тоа не го прават. Нити сакаат да бегаат, нема зошто да бегаат. Чисти, како солза се, нема зошто да бегаат. И трето, бараат само правна сигурност и издржаност на судските одлуки донесени врз база на закон и врз база на меѓународни договори кои што сме ги ратификувале како држава. Ако не постои основ за притвор, зошто, значи основ за притвор се појавува во услови кога човекот може да побегне. Како тогаш ги најдоа основите за одземање на патна исправа? Ако не постои основ за бегање, тогаш и патната исправа треба да биде вратена, затоа што, извинете, на овој начин се повредува и политичкото делување на функционерите на ВМРО-ДПМНЕ. Тие се ускратени од правото да можат своите политички ставови да ги изнесуваат надвор од државата, својата правна вистина да ја кажат пред надлежните меѓународни инстанции, кои треба да добијат и друга вистина, не само таа вистина што им ја пласира Заев, и едноставно тие се онеспособени сега да политички комуницираат со своите политички партнери. Зошто? Затоа што Заев дал наредба на господјата негова Биг Мама со цел да му ги скрши крилата, односно да му ги скрши нозете, како што вели Пешевски, едноставно не може да се слушне гласот на ВМРО-ДПМНЕ надвор од Република Македонија. Тоа е политички реваншизам, тоа е класична политичка екзекуција од времето на монархот. Знаете, кога тој ќе одлучил, ги бесел сите на плоштад, така од прилика ова му доаѓа и кај нас. Во време на демократија, во време на 21 век, ние имаме класична екзекуција и бесење на луѓето на ВМРО, политичко бесење, се со цел да се задоволи интересот и прагмата на еден господин кој што е ставен тука или телепортиран тука со цел да ги спроведе задачите дадени од дел од меѓународната заедница. Тоа не е правда.
сум зборала, тоа не е владење на право, тоа е класичен политички екзибиционизам кој се спроведува врз луѓе кои не можат да докажат собствената невиност во постапка, затоа што гледаме инхибирани лица, лица кои наместо да се водат со словото на законот и наместо да читаат што е напишано во законот, слушаат што ќе им каже амбасадор, политичар, луѓе кои што се во блиско обкружување на овие лица и така врз база на тој, нели, таа своја собствена перцепција градат правни одлуки од кои што зависи судбината на животите на многу луѓе. Наместо да бидат правни политички екзибиционисти и луѓе кои што сакаат да слушнат што како зборуваат другите и да се приклонат кон виорот на ветерот, така како што ќе дувне политичкиот ветер, да си прочитаат закони, да си прочитаат европски препораки од Советот на Европа, од Европска Унија, извештаите на Прибе убаво нека си ги прочитаат, таму точно се стои самостојност, независност на судството, невлијание од никого, при слободното судиско уверување, се да си прочитаат повторно и да си седнат на мира, без никакви политички притисоци, да си ги решат случаите кои што им се ставени на маса. Само во тој случај можеме да зборуваме дека тргнало нешто во квалитетот на правниот систем и дека еве ние почнуваме да ги задоволуваме европските стандарди. Ако тоа не се случи, тешко ни е и горко на правната држава во Република Македонија. Ви благодарам.